Селата во Македонија. Бадар. Селото Бадар се наоѓа во долниот тек на реката Пчиња и е расположено на ниска тераса крај реката Пчиња, на нејзиниот десен брег, и тоа на граница на пространната рамнина од север и Пренарската, односно Бадерската клисура на југ. Оваа мала населба е сместена во југоисточниот дел на Скопската котлина, во долното течение на реката Пчиња, од левата страна на делницата Скопје-Велес, на автопатот Александар Македонски. Селото Бадар е рамничарско и е расположено на надморска височина од 240 метри и е оддалечено 27 километри од Скопје и 14 километри од општинскиот центар Петровец. Положбата е погодна од економски услови, бидејќи на север земјиштето е поволно за пољоделство, а на југ и запад за сточарство и овоштарство. Ваквата погодна поставеност ја потврдува и Ѓорче Петров, кој во своите записи во книгата Материјали по изучувањето на Македонија истакнал дека под Катланово, на 4 час во една весела длабина малку над Пчиња, е селото Бадар или Румја Лака, со доста убава местоположба, со блата, долина и доста голема корија над него. Рамничарскиот предел во минатото, а делумно и денес, е мочурлив, поради честите излевања на реката Пчиња. Во селото постои една чешма и 2 бунари, чија вода не се користи за пиење. Околни села се Катланово, Кожле, Блаце и Летевци. Спроти селото, веднаш на левиот брег на Пчиња, минува автопатот Скопје-Велес. Од централното место Скопје, селото Бадар е оддалечено 30 километри. Бадар спаѓа во редот на постарите населби во Скопската котлина, како утврден град под името Бадаријана. Постоел уште во раниот среден век, во римско и византиско време, зашто како потврда постои записот на познатиот византиски историчар Прокопи Кесариски од 6 век, кој во својот ракопис за биографијата на Јустинијан I запишал дека тој се родил во местото Теоресиум, во близина на кастелот наречен Бадаријана. За постоењето на древниот утврден град Бадаријана е сочувано и народно предание. Во минатото Бадар било големо македонско христијанско село, во кое, според народните кажувања, на работа излегувале и по 70 моми, се додека селото не било раселено од турците. Муслиманските доселеници не се задржале многу, а на почетокот на 19 век селото станало чифлик на повеќе турски поседници. Со станувањето на чифлик, во Бадар биле повторно населени македонци, а атарот на селото по текот на 19 век брзо се ширел, зафаќајќи предели од раселеното село Румја Лака, се до селата Катланово и Блаце. До 1912 година во селото Бадар постоеле 3 чифлик сајбиски кули, а од оваа година чифчиската земја ја откупиле македонците од Бадар, Блаце и Кожле. Името на селото, разговорно меѓу народот и во повеќе запишани дела и документи, се среќава како Бадар или Бадар и се поврзува со древниот антички, римски и византиски град Бадаријана, кој постоел на тоа место и простор. Бадар, како стара римско-дарденска населба,
е познато од Прокопија. Предпоставката дека името на селото Бадар доаѓа од името на доцно античкиот византиски град Бадарјана ја потврдиле научните истражувачи Петар Скок во 1936 и Илиевски во 1988. Во средновековните турски тефтери се среќава запис за селото Румена Лака со втор назив Бехадер, чие име потекнува од персискиот збор Бехадер со значење храбар, смел, јунак. Ако е, имајќи ја предвид славната и богата историска традиција на овој простори предел, во известна мера во однос на настанокот, може да се претпоставува дека има поврзаност и со Бадарјана.